Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе зборуваме за ребалансот на буџетот за 2016 година, со тоа што темата за која што денеска разговараме на 0260 91 924 0260 91 925 ќе може да разговарате по однос на тоа дека ребалансот носи помалку пари за здравството и капиталните инвестиции, додека пак ги осигурува платите и пензиите во Република Македонија. Прекројувањето на буџетот ги намали средствата на Министерството за земјоделство за 1,5 милиони евра. Опозицијата денеска обвини дека власта удрила и по грбот на земјоделците. Буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој е намален за 15 милиони евра. Токму за ова зборува колешката Маја Васева во својот прилог во Дневникот во 17 часот во блокот Економија. Не стивнуваат реакциите откако владата го усвои предлог ребалансот на буџетот за 2016 година. Капиталните инвестиции се скратени за 45 милиони евра. Се крати од здравството и образованието, но не и од ставките за плати и надоместоци. И покрај лошата состојба во клиниките низ Македонија и високата стапка на смртност кај новороденчињата, владата планира да скрати околу 10 милиони евра од здравството, обвинува опозицијата. За реконструкција и доградба на здравствени установи ќе се скратат околу пола милион евра. 4,5 милиони евра ќе се скратат од предвидените средства за изградба на нов клинички центар во Скопје и во Штип. Од ставката здравствена заштита и превенција ќе се скратат 1,5 милион евра, додека речиси 1.800.000 евра се кратат од ставката за обезбедување на инсулин. Наспроти тоа, владата реши да го зголеми буџетот на Министерството за внатрешни работи за 4,3 милиони евра. Се зголемува ставката плати и надоместоци за 7 милиони евра. Министерството за труд и социјална политика пак со ребалансот ќе добие 12 милиони евра повеќе. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, погласно држијата, повелете. Прво да ви се извинам за последното јавување, навистина бев многу долга. Ама Добро. какви беа темите? Извинете, ајде повелете сега. Сега, ова за буџетот. Да. Тоа веќе провидно е кај треба на владата да ги зголеми ставките. И треба машинеријата за гласање, тоа се администрацијата, и треба нејзиниот голем штит во Министерството за внатрешни работи. Се друго не е важно во оваа земја. Почнувајќи од здравството, земјоделието, школството, ништо не е важно. Значи, се гледа, многу е провиден овој буџет, зашто го ребалансот на овој буџет, зашто им треба на владата. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и за концизноста. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас ке се извинам, пошто секој ден се јавувам, меѓутоа денес очекував дека ќе разговараме за ова големото енорно намалување на цената на струјата, па па отидовме во буџетот. Па добро, сега може и тоа да го спомнеме попатно со оглед на тоа дека за пари се. Тоа ќе го спомнам. Хајде. Факт е дека нема пари. Затоа што последно време ако ги следиме аукциите на владата пред први и после први, ќе видите дека банките се помалце веќе даваат пари. А надвор па ради не можеме да се задолжуваме затоа што сме веќе презадолжени и сега ќе мора да се пресипа од шуплje во празно. Така и ова денешното големо намалување на цената на струјата, кога на берзата ви е 25 евра до 32 евра просек мегават, кај нас ја фактурираат на 47 и сега ние граѓаните ќе бидеме криви што 200 фирми големи ќе си одат на слободно си наплаќаат да си купуваат струја на берза. Сето тоа е од причина што нема пари. Значи, од негдека пари мора да се црпат и така да и ова денешно, реков пак, да не ја повторуваме, е се во склоп да се попуни буџетот. Тоа е сепак знак дека не оди економската политика и се добро како во државата, како што некој сака да прикаже. А платите, пензиите мора да се држат ради социјален мир. Се знае, 250.000 пензионери се сигурни гласачи. Нека касни пензијата, нема гласови. Толку е, јасно бит, нема поиќе што да се дискутира и да се филозофира пријатно.
Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, здраво, Огнен. Добар ден, ве слушам, Знаеш повелете. колку сакаш да те чуемо, да те слушнеме, али овие со двата факултета што се извинуваат, па дај нека остават место и ние нешто, бе, Огнен, да кажемо, бе, и ние нешто знаемо, бе. Еве да си ни жив и здрав, толку е убава темата. Абе, овој што да кажемо више, и за здравство, и за пари, за пензии, направено више, не знаеш ни кој пие, ни кој плаќа, но ајде да оставимо се на времето, да сме живи и здрави, што можемо ние да направимо, можемо само да слушамо, да се нервирамо и да се помиримо со строшките што ни ги пружат. Поздрав, Огнен, и се наубаво, чао. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав, Огнен, од Прилеп. Благодарам, поздрав и до вас, Блаже, повелете. Од се нека се крати, Огнен, че само немојте од панорамското тркало, од еве и децава ми плача. За И се панорамското? уплашени децава плача за панорамско тркало. Немој од него. Да не им се сврти од вртење. Така. А многу и поздравувам студентите. А да му е, она е слика за Македонија. Права зетекманија. Се најубаво, пријатно. Пријатно и до вас. Ви благодарам за јавувањето. Пратеникот од СДСМ Сашко Поцков реагираше на ребалансот, вели и во последните 5 години на земјоделците им се скратени над 140 милиони евра пари за субвенции. Годинава се кратат многу пари за земјоделците кога коси болеста јазлеста кожа и на повидок е млечна криза. Се кратат пари за земјоделците кога раноградинарските култури се откупуваат по багателно ниски цени, кога 75% од оризот се уште е непродаден. Се кратат пари годинава кога земјоделската потимака е крајно девалвирана. Власта во заминување со последниот ребаланс им го скрати и тоа на што последно се надеваа земјоделците – субвенции за цели 15 милиони евра. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Да живее шалената револуција. Поздрав и до вас, Јас нема да повелете. зборувам за ребалансот, затоа што тоа не ми е позната работа. Се јавив исклучиво затоа што јас го знам системот како се добива телефонски да се Ве молам ако може да го споделите системот за да не ме прашуваат мене, бидејќи јас не го знам. Нема да го споделам затоа што има неколку гледачи и токму за тоа сакам да кажам. Значи, вашиот разговор, ево ќе ти кажам како да. Значи, вашиот разговор кога зборувате 9 секунди касни од звукот. Добро. И ако го држиш телефонот, и ако го пратиш гледачот кој што зборува, и ако го активираш во право време телефонот, одмаве добива човек. Добро. Благодарам за споделувањето. Поздрав до вас и убав ден, штом не зборуваме на темата денеска. Опозицијата го оцени новиот буџет како антиекономски, антиразвоен, непатриотски и должнички, а владата уверува дека со ребалансот нема да биде скратен ниту еден капитален проект и дека значителни средства се издвоени за клиниките, болниците и руралните амбуланти. Добар ден. Добро, очигледно некому не му успеа 9 секунди. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, повелете. Еве, 9 секунди успеа. Ајде, повелете со коментар. Вака, значи, за ребалансот. Прво, кратење, на кратко, ќе гледам да видам што пократам. Ајде. Кратење од здравството, значи. Кога гледаме во каква ситуација е здравството, кога гледаме најновите податоци за смртноста на новороденчињата, ние кратиме здравството. Капиталните инвестиции се кратат. Мада за сега и немаше капитални инвестиции, уште Тркалово не е почнато да се гради, уште рајската градина со мајмуните ја нема, така да капитални инвестиции во Македонија стагнираат, ги гледаме какви се. Платите и пензиите. Платите и пензиите не смеат да каснат по ниедна цена, а целиот ребаланс зашто се случува? Јакнење на полицијата, пошто од одбраната од АРМ се крати, јакнење на полицијата, јакнење на платите на администрација за да може да се прават контрапротести, јакнење на пензиите, пензионерите да бидат мирни, начело со нивниот лидер. И според мене, односно, оно што го слушаме на кафе пиење од некои поупатени, така да речеме, луѓе кои што во оваа проблематика имаат и сознание и гласини и така натаму,
целта на овој буџет е на ребалансот да се прикаже дека пари фалат сепак во Македонија, дека се очекуваат големи инвестиции, имаме најави на странски компании дека сакат да влезат, ниедна нема да сака да влезе. И еврообврзницата да гласи на негде меѓу 500 и 600 милиони евра, за да може понатаму да се поднамали и да дојде до некои си остварливи 400 до 450 милиона. Колку тоа и како ќе успее, ќе видиме, меѓутоа Македонија се наоѓа пред буквален крах. Значи, ова е нешто што јас го споделувам од луѓе кои што се многу навлезени во оваа ситуација, во оваа работа и во буџетот, колку тоа и како ќе им успее на овие што се на власт, ќе видиме. Ставревски се уште си го компонира буџетот и си ги држи конците во своји раце, марионетката си ја извршува работата што треба, а понатаму што и како ќе биде Господ да ни е на помош. Добро. Им честитам на студентите за нивната реакција и треба да се огледаме на нив. Како понатаму да се однесуваме. Благодарам на времето, Огне, извини. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ребалансот ги стопи оптимистичките проекции во буџетот, наместо 4% годинава економскиот раст од 2,3%. Приходите се намалуваат на 2% или за 48,7 милиони евра, додека расходите се пониски за 13 милиони евра, што е за 0,4% помалку од проекциите во буџетот. Минусот е зголемен од 3,2 на 3,6% од БДП или за 34 милиони евра и сега ќе изнесува близу 343 милиони евра. Со ребалансот непречено ќе се сервисираат сите функции на економијата, уверува министерот за финансии Кирил Миновски, кој тврди дека пари за плати, пензии и субвенции ќе има. На удар на ребалансот се капиталните расходи. За 48,7 милиони евра помалку пари ќе има за капиталните инвестиции, сума за колку што се намалени проекциите за приходи. Министерот за финансии Кирил Миновски тврди дека владата не се откажува од капиталните инвестиции, само динамиката ќе се забави. А намалената реализација е последица на два пати најавените, а потоа одложени избори. На новинарско прашање дали државата навремено ќе ги сервисира долговите кон приватниот сектор, Миновски без прецизен одговор. Тој потврди дека во текст се подготовки за еврообврзницата, а парите ќе ја подобрат ликвидноста на буџетот. Во јавноста се лиферува сума од 230 милиони евра. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, прво се слагам комплетно со... Јас не ве слушам. Не ве слушам јас, зборувајте, еве нема да зборувам, вие зборувајте, ние ве слушаме. Добро. Прво, комплет се слагам со изјавата на СДСМ. Ребалансот го прават и многу појаки држави од нас. Нормално, ако до тоа дојде. Што ретко се случува. Значи, може да се прави ребаланс, ама стварно да со ребалансот се поддржат стварно капитални инвестиции кои се неопходни во една земја. Ова што кратато здравство и што се расправува со разноразни бројки, ова што го прочитавте пред малку, дека ќе биде вака, ќе биде така, се во суперлатив. Што нема шанса да биде. Тие правеа колку ребаланса до сега. И во година два ребаланса. Но парите ги снемуваат. Најнормално, или просто кажано, многу поголем дел од тие пари ги крадат. Тоа е 100% сигурно. Тоа го знае и Врапче на Ганка во Македонија. Што се однесува до плати и пензии. Тие никогаш не би можеле да исплатат ни една плата, ни една пензија редовно. Тоа е сигурно. Мислам дека голем дел од гледачите ќе се сложи со мене. Еве, ќе ви спомнам, знаете дека секогаш спомнувам и социјала. Социјала уште не е дадена и сите други социјални трансфери не се дадени за мај месец. Тука е туѓа нега, постојана парична помош, посебен додаток и ред други социјални трансфери. А на сите уста се фалат по медиумите дека се исплаќа на време. Се слагам со претходен гледач што рече дека само марионета е новиот финансов министр. Па тоа го знаеме, како што е исто така и Емил Димитриев нов премиер. Тој ништо нема да направи на своја рака, знае се кој ќе диригира. Така да ребалансот нека го направат, прикајте веќе и нека украдат уште колку можат пари, Добро. Но
ќе си дојде место и тие ќе си отидат таму каде што треба. А ќе останат луѓе од ВМРО кои се стварно честни и поштени и ќе поштено застапуваат нивната партија. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, добар ден, велам кому повелете. Добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до вас, Огнен. Благодарам, поздрав и до вас. Сега вака би кажала, ја не би зборувала со стручен јазик, затоа што мислам оти не сум стручна, како некој што се упуштат. Али ќе зборувам со народен јазик. Нека ги качат платите на здравствените работници, се сложувам. Ама сигурни да бидете, кој ќе дојде пациент, еве конкретно за инзулин, на лекарот не му е се наједноставно и најпријатно, тој инзулин не ми одговара. Значи, еден пример преку здравство, друг пример преку школство, трет пример преку тамо социјала и така натаму. Сите луѓе што се на функција, нека помислат малку за објективноста. Срамота е од едно купче да земаме, во друго да ставаме, само да си се залажуваме, пуштете ја ситуацијата онаква каква што е, нека излезе на површината. Греота и на ова сонце луѓето што работат у поле. Греота е што чекаат да падне дожд. Греота е што чекаат сонце да огрее. Стоката што умира и така натаму и така натаму. Греота и тие што се на функција па што се разболеле. Не му е се едно. Сите ситуацијата не ја прифаќаат се едно. Значи апел до сите. Ако можеш да работиш, ако можеш да раководиш, работи. Трудот наплати си го и ти. Земи си колку што мислиш дека треба да си земеш. Награди се колку што треба. Али немој некој недолжен, невин да страда. Греота е. Добро. Бидете поздравени се на југово. Ви благодарам за поздравот, поздрав и до вас назад. Стопанската комора на Северозападна Македонија, следејќи ги економските и политичките случувања во земјата, ја изрази својата загриженост за последните предлози на владата за ребаланс на буџетот во текот на вчерашниот ден, кој според нив продолжува да биде на штета на капиталните инвестиции. Од комората велат дека со ребалансот капиталните инвестиции се намалени за 10%, односно за 45 милиони евра, а со оглед на тоа дека капиталните инвестиции имаат мултипликаторски коефициент, економската загуба ќе биде поголема. Како што се вели во соопштението, загрижува и растот на јавниот долг, кој според комората може лесно да достигне 50% од бруто домашниот производ, доколку продолжи овој тренд на задолжувања. Добар ден. Здраво. Како си, Јогнен? Добро е, како сте вие, Цане, така? така? Дека. Поздрав до вас, Цане. Тука сте или во Канада? Тука. Тука сте или во Канада? Тука сум, тука. Убаво. Повелете. Прво сакам да се прашам и да те прашам тебе. Поврзано со темава. Ајде. Дали еден парламентарец и пратеник кај нас има, што има свој јас, што е способен да ја користи својата глава, што е способен да се сомнева, имаат римјаните на многу поворка тука, вика in omnibus est vidandum, значи важно е човек да се сомнева за да постигне резултати во иднината и да биде да го способен да го критикува и својот систем, не само непријателски. И вика за овој буџет, јас не сум стручник за буџети, ама јасно е дека е волонтаристичко, популистички. И ништо друго. Со садет факт дека платите и пензиите се осигурени, така го покажува. Главниот гласачки состав е осигурен. И ништо не е друго во прашање, само тоа. Поздрав до сите вас, се надам дека ќе се видим и лично. Ајде. Благодарам, поздрав и до вас од мене. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Вака сега. Ребалансот што треба да биде за здравството, се што треба. Стварно, здравството е да биде платено и е платено. Ама здравството па да води сметка за болни, за се, за лекување кој што треба. А не парите земи ги и кафења пи. Тоа не чини така. Треба да се заинтересираат. Они положиле етика. У овој момент порано етиката ја поштува. Сега се млади лекарки и не мислат ни на етика, ни на ништо. Ја газат етиката они. Не чини така. Едно за нив. Друго, кажавме ние за пензионерите треба да бидат платени, треба да бидат кој што треба се. А кај се пензионерите, шо од пензионерите? Јас сум пензионер. А шо ќе речеме ние, младината, што имаат фамилии, деца
и што треба да одгледуваат дециња, тие работодавците што работат, колку се платени, како живеат, тие пистат. Ние ако не сме пензионериве, од порано пензии што имаме, да ги подпомагаме, ништо не бива. Ја имам толку, задоволен сум што ви слуша и те поздравувам многу, Огнен, тебе. Ви благодарам за поздравот и јас ви го возвреќам на истиот начин. Демократската партија на албанците вчера одржа пресконференција на тема ребаланс на буџетот, но одбија да зборуваат на македонски јазик. Подоцна во писмено соопштение, корекцијата на државната каса ја оценија како антиалбанска. Единствениот случај кога албанците се дискриминирани повеќе отколку при донесувањето на државниот буџет се случува кога се носи буџетскиот ребаланс, каде што и тие неколку проекти предвидени во буџетот во почетокот на годината се елиминираат преку ребалансот направен среде годината. Ова стана практика на 13 годишното владење на ДУИ, велат од ДПА. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, како денеска, така и од 3 години уназад со ред слушам скоро истмуваме. Значи, нема да има плати, нема да има пензии, Македонија ќе банкротира, не знам, банките ќе пропанат, еврото ќе скокни. 3 години го слушам тој муавет. Скоро секој ден. Се смени нешто? Не. Значи, некој го посакува тоа сценарио. Некој 2 години уназад практично на терен го одработува тоа сценарио. Сега ние гласачите, тогаш, кој ќе си дојдат изборите, ќе си направиме оценка кој за што работел, кој што сработел и кој е виновникот за преполовениот развој кој го спомнавте на бруто домашниот производ. Значи, да не мислат политичарите дека не сме образовани, не пратиме и не гледаме. Значи, се пратиме, се гледаме и на крај оценката на гласачкиот параван, зад гласачкиот параван, ќе си ги закружиме, а дали опозицијата и во наредните 10 години ќе си биде опозиција благодарение на сработеното, ќе му го кажеме одговорот. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Референдумот за излегување на Британија од Европската Унија ја стави на мака владата. Иако првично се говореше дека тоа нема да влијае на македонската економија, се појасно е дека во пресметките за ефектите од зголемените трошења на владата, а со тоа и продлабочениот дефицит, треба сериозно да се земат предвид и случувањата во Унијата. Премиерот Емил Димитриев вели дека во текст се анализи за изнеогање начин како да се покрие буџетската дупка. Кратењето на државната каса опозицијата го нарече антиекономски, должнички и непатриотски чин кој меѓу многуте работи се кратат и 570 милиони денари за здравство, од кој најголем дел за изградба и реконструкција на клиники, болници и амбуланти по селата. Владата уверува дека ребалансот е така направен да не биде скратен ниту еден капитален проект, а значителни средства се издвоени за клиниките, болниците и руралните амбуланти. Едноставно работевме со поместување на динамиката на реализација, рече Димитриев, но се држевме цврсто до ветеното дека тие проекти треба да бидат реализирани. Расправата за измените на буџетот за оваа година ќе се одржи на 7 јули. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во програма сум? Да, повелете. Слушај сега, Огнен. Ајде. Вака, да збориме прво за ребаланс на помалку викава здравството. Здравството ти не е катастрофа. Тоа го имам искусено на своја кожа. А за пензиите и заплатите, ова да ти кажам само еден ден, чекајте, нека ги чека Груевски и пензионерите во шарената револуција. Немој да ми замериш, но сакам да кажам само нешто. Ајде. Во Европа има еден апарат, се вика блестиметар. Кога доваѓа некој премиер или председател на држава, го ставаат на блесиметар. И ако е блесав, ако покажа дека е блесав, тие ги тргаат. Тој апарат треба да се купи во Македонија и да се стави на сите министри, председател кој е премиер, кој ќе каже дека е блесав, дека е стварно палинка, да се трне на страна, се стави друг човек кој стварно одговара на оваа држава. Гледате кој не води државата, не здравство, не плати, не пензии, ќе паднеме, да ви кажам, право на простијачки штаб. А овие нови министри што ги бираат, што немаат уште искуство, знаете како ќе го кркаат они? Бето него вие што беба. Еден си отиде, не е тој болен. Тој виде колку е саат и си отиде. Тој ќе биде најголемиот, кај Калица Јанева ќе биде најголемиот речио
Сега ми текна автоматично, ќе биде најголемиот, што ќе биде против нив, што ќе ги каже сите гачки. Он искочи паметен и се отида, не е болен. А со овие вакви луѓе што не водат оваа држава, едниот што вика на гајанска војна, тој пак што нема ни П од премиер, и П од председател, што вика дека со искочи со војска. Па прво нив ќе ги убијат и нека не се занесуваат, ако ги чува полиција, не мисле дека се недостапни. Добро. Достапни се како се достапни, дека знаат. Добро. Ова е да ти кажам, ќе дојдеме на простијачки штаб. Тоа нека знаат народот, нека слушат и нека знаат. Ова е све бештачко. Све. Дече се прави со студентите што се прави. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Мислам дека доволно време потрошивте за теми кои што се многу малку поврзани со денешната. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, Огнен, поздрав до екипата и до сите гледачи на 24 телевизија. Ребалансот на буџетот на Република Македонија е направен затоа што оваа влада е раситничка влада и прави непродуктивни проекти, како што е панорамското тркало и ред други непродуктивни работи. Мислам дека што се зборува за пензии и плати има. Ја мислам дека и претходниот убаво кажа, Скабревски ја осети дупката во буџетот, осети дека нешто се случува и си замина. Само јас очекувам и се надевам да се формира специјално судство кој ќе ги презема случаевите на Катица Јанева и сите овие да завршат. Тоа не е тема на денешниот разговор. Не е тема, ама така треба да биде, зашто не донесува до приточки скапе. Работам за 8.000 денари. Верувате ли дека со 8.000 денари дали јас можам семејство да гледам? Да, сакам да кажам дека ова што се прави, што се вели дека пензии ќе има, ќе нема и пензии уште неколку месеци. Па после ќе видам пензионерите кога ќе излезат, тие ќе го суредат на Груевски. Слушај, ова не е измислица, ова е секој месец пред да се даваат пензии или ребаланси се прави или се позајмува кредити и тоа стана пракса изминативе 3 години. Дали е сумнително, дали не е сумливо тоа што се прави? Мислам дека да се свестил македонски народ и да рече зашто стоп на оваа политика, зашто секој пред први таму се зема сега од домашни кредитори, бидејќи странците не даваат веќе, видува дека со какви луѓе имаат работа и сега се обидуваат да го исцрпат и домашниот буџет, домашните кредитори. Кога ќе секнат тие пари таму, тогаш ќе видиме дали пензии има и дали пензионерите ќе го патат за Гуша Груевски. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас мислам дека Гинисова книга на рекорди треба да не пишат по намалување на цената на струјава. Добро. Тие пари најверојатно идат у ребаланс за МЕПС и за заема. После тоа, еве како ќе се гласа на следните избори, гледајте ги студентите. Ребалансот сигурно е префарлен наместо на македонска телевизија на тава нова која што стана најака телевизија во Македонија. Ја мислам и BBC не им е рамен веќе. У секое село, у секоја улица, репортер, новинар, у Лондон, вамо, тамо, тие пари се сигурно тамо отиднати. Најверојатно. Добро. Предпоставувам. Толку, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Добар ден, велам кому повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Врска со темата. Не знам со кое право има да кажуваат они за пензионерите дека одвојувале заплатите. Па тие пензионери се двоиле 40 и кусур години додека работиле и сега као да ги дава Груевски или Емил Димитриев. Ве молам, значи, со кое право е тоа? А ребаланс, значи, они немат способност, немат буџет. Од каде го трошат тој буџетот што се донаса за теконата година? Значи, само на кредит. Ако не е кредит, ако нема позајмици, и готово, ќе каракират се живо и кај ќе, што ќе живее овај народ. Толку имаме од мене.
Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи. За крај само ќе издвојам едно нешто од прилогот на колешката Маја Васева, кој целосно со анализата ќе го проследите во дневникот во 17 часот. Вели: за реконструкција и доградба на здравствени установи ќе се скратат околу пола милион евра. 4,5 милиони евра ќе се скратат од предвидените средства за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. Од ставката здравствена заштита и превенција ќе се скратат 1,5 милион евра, додека речиси 1.800.000 евра се кратат од ставката за обезбедување на инсулин. Пријатно.